Еврокомесарката за проширување Марта Кос денеска и утре е во официјална посета на земјава во рамки на лидерската средба ЕУ Западен Балкан. Фокусот е ставен на планот за раст, преку кој Европската унија дава конкретна поддршка за економско приближување на регионот до европскиот пазар. Прва на агендата беше тетатет средбата со премиерот Мицкоски. Тамара Дичовски известува. Тамара, знаеме ли за што се разговарало? Да, средбата веќе заврши попладнево. Еврокомесарката за проширување Марта Кос оствари тетатет средба со премиерот Мицкоски, а потоа следуваше и билатерална средба помеѓу македонската и европската делегација. Според соопштението кое го испратија од владата, на средбата се разговарало за европската перспектива на регионот со фокус на спроведувањето на реформите, реализација на планот за раст на Европската унија за Западен Балкан и унапредувањето на соработката со европските институции. Премиерот Мицкоски истакна цврстата определба на владата за интеграција во Европската унија, достоинствено и преку спроведување на суштински реформи во областите на владењето на правото, економскиот развој и дигиталната трансформација. Еврокомесарката Кос ја поздрави реформската агенда на владата и ја потврди поддршката на Европската комисија за напредокот на регионот и на европскиот пат. Премиерот нагласи дека средбата представува потврда за зголемената улога на државата во регионалните и европските процеси, како и признание за новата енергија со која владата ги води реформите и создава предвидлива и стабилна иднина за сите граѓани. Информира од владата дека се разговарало ова на средбата помеѓу премиерот Мицкоски и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Меѓутоа, покрај овие средби веќе и македонските функционери почнаа да и денеска остварија средби со представници од европската делегација, поврзани или не поврзани со нивните ресори, па така председателот на Собранието Афрем Гаши оствари средба со директорката на Европската служба за надворешни работи на Европската унија. Како што информира од кабинетот на Гаши, во продолжение ќе го прочитам и соопштението од кабинетот на председателот на Собранието за тоа што се разговарало со директорката на Европската служба. На средбата беа разменети мислења за актуелни прашања за степенот на спроведени реформи поврзани со пристапувањето на нашата земја во Европската унија, во однос на исполнување на последниот услов за продолжување на процесот на преговори. Председателот Гаши изрази подготвеност за негова реализација со обезбедување на одредена предвидливост одвивање на понатамушните фази согласно копенхашките критериуми, апелирајќи да не се дозволи понатамушна билатеризација на процесот, која само ќе го зголеми евроскептицизмот во земјата. Земјата веќе има направено многу отстапки во изминатите децении и истите се рефлектираат на процесот на поддршка за Европската унија кај граѓаните, информира и од кабинетот на Гаши. Во меѓувреме и министерот за јавна администрација Горан Минчев се сретна со председавачката на Советот за министри на Босна и Херцеговина, каде што истакнал дека овој самит представува историска можност за нашите држави да го засилат темпото на реформи со цел побрзо и поефикасно приближување кон Европската унија. Тоа е она од официјалниот дел, односно средбата на премиерот, министри и како и председателот на Собранието со европските представници. Премиерот Мицкоски е домаќин на самитот ЕУ Западен Балкан, кој што се одржува денеска и утре тука во Скопје. Утре се очекува да пристигнат премиерите на државите од регионот Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, каде што во фокус на утрешните панели ќе биде планот за раст и реформската агенда, меѓутоа и предизвиците со кои се соочува нашата земја и земјите од регионот на патот кон Европската унија. По панелите во утрешниот ден предвидено е пресконференција да одржат и премиерот Мицкоски и еврокомесарката за проширување Марта Кос околу заклучоците на дводневниот самит кој што се одржува тука во Скопје. Тамара, ти благодарам. Остануваме да го следиме самитот.